Од почетокот на учебната година со коронавирус е заразени 500 ученици или 0,2% од запишаните. Дел се веќе вратени во клупите, дел се уште се во изолација. Само вчера 50 позитивни. Од Министерството за образование уверуваат дека состојбата е стабилна. Од првата детска амбасада Меѓаши пак предупредуваат, оти наставата со физичко присуство е ризик и затоа треба да се воведе бесплатно тестирање за учениците и персоналот во училиштата. Народниот правобранител отвори предмет. За еден ден регистрирани 50 на позитивни ученици на COVID-19. За 2 недели од стартот на учебната година биле активни 500 случаи во основните и во средните училишта. Министерката за образование и наука Царовска уверува дека состојбата е стабилна. Апелираше да се почитуваат протоколите за училиштата да останат безбедни и да продолжи наставата со физичко присуство. Дали понатаму ќе има трансмисија интерна или не, нема да коментирам. Сите ние сме сведоци на континуирана трансмисија во целиот контекст во кој што ние живееме во општеството. Училиштата не се надвор од нашето општество, ниту надвор од нашите локални заедници. Наша обврска е да ги почитуваме протоколите доследно. 0,02% е бројот на ученици или процентот на ученици кои што се ново, да речеме како нови во изминатиот ден, тоа е понеделник. Прашана колку ученици се во изолација, Царовски информираше дека во основното образование околу 12 следат онлайн настава, а во средното и процент е околу 7. Од првата детска амбасада Меѓаши побараа наставата да се одржува на отворено и да се воведе задолжително бесплатно тестирање за сите ученици и персонал во училиштата, за да се спречи ширење на вирусот. Но според Царовска од јули се донесени јасни протоколи. Овие мерки и протоколи очигледно не функционираат. Воопшто, генерално во училиштата имаме многу реакции на родителите, на децата и на наставниците дека протоколите и мерките не се почитуваат. Невозможно е децата да престојуваат во училиште по 7 часа со маска на лицето и токму затоа препорачуваме дел од часовите, оние кои се возможни да бидат изведени надвор во училишните дворови, за да може на децата да им се овозможи да бидат на отворено без маска. И народниот правобранител отвори предмет. До канцеларијата на омбудсманот пристигнале поплаки за пропусти во протоколите за реализацијата на наставата, недостиг од дезинфекцијски средства, немање просторни услови за физичка дистанца помеѓу учениците, дополнително недостигали учебници. МОН има 10 дена да даде одговор од приемот на дописот.